Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски, а ние и денес го следиме светскиот куп, кој што се одржува во Црноморското летувалиште Сочи во Русија, каде што под покровителство на Меѓународната шаховска федерација, на ФИДЕ, и со главниот спонзор Газпром, кој што е најголемиот производител на природен газ во светот и кој што го обезбеди многу високиот, особено по шаховски стандарди, награден фонд од $1.890.000 само за машкиот турнир, каде што победникот на овој турнир ќе освои $110.000, но исто така и пристоен награден фонд на женскиот турнир, кој што исто така се игра во Сочи. Значи, каде што пак наградниот фонд изнесува $676.250, а за победничката награда $50.000. Значи, тој турнир го следевме и минатиот пат, во моментот кога ја снимаме оваа емисија. Значи, е првиот ден или првата партија од четвртфиналето кај мажите, каде што од оние 8 кои што стана, или 4 парови, имаме две партии кои што завршија резултативно со победа, а тоа е светскиот шампион Магнус Карсен со црни фигури успеа да ја добие првата партија против францускиот велемајстор Етиен Бакро, додека американскиот велемајстор Сам Шейкланд го совлада рускиот велемајстор Сергеј Карјакин со бели фигури во англиско отварање во партија која што долго време беше во равнотежа, но во завршницата, во средишницата која што имаше контури или повеќе беше во тип на завршница, успеа да го надигра својот многу силен противник и да забележи победа. Шанкланд секогаш се сметал за многу солиден, многу силен шаховски велемајстор, на кој што практично и не е вистински професионален, тој повеќе се занимава како тренер. Исто и Бакро, за Бакро може да се каже, прославениот француски велемајстор, кој што уште како дете беше супер талентиран, се сметаше, уште на 12 години успеа да го победи во пријателски меч самиот прашен светски шампион Васили Смислов, да речеме. И неговото учество во четвртфиналето се разбира голем успех, а тоа што загуби од Карсен во многу интересна партија, шпанска партија, значи не е некој изненадување. И воопшто Карсен понуди жртва на пешак во раната средишница, имаше доволна компензација, но повеќе белиот мораше да пази, сепак во таа остра позиција, потоа Карсен жртвуваше позиционно и дама, во еден момент одигра непрецизно, повторно беше партијата во равнотежа, но многу потешко се играње со бели фигури, така што Карсен сепак го доби своето и успеа да победи. Во останатите две партии, иранскиот велемајстор Табатабеи ремизираше против рускиот велемајстор Федосеев, тоа беше Дамин Гамбит. Исто така една многу интересна партија, но за жал таа партија во некој момент беше завршена со договор за реми, иако имаше уште доста борба практично, но обајците велемајстори не сакаа да ремизираат. И последната двојка помеѓу индискиот велемајстор Видит и полскиот велемајстор Дуда, исто така во каталонско отварање по коректна игра од обете страни и таа партија заврши реми. Ние веќе говоревме дека овој турнир, каде што на стартот имаше 206 шахисти и се играше по испаѓање, беше турнир на младите. Да кажеме дека 14 годишниот руски велемајстор, да речеме Володар Амуржин, во вториот круг го совлада Виерен Јордачевски, најсилниот шахист од Молдавија, и Јордачевски има учествувано на 7 шаховски олимпијади уште пред младиот 14 годишен
Володар Муржин да биде роден. Но сепак, иако мал, тој прикажа многу зрела игра и по нерешените партии во првите две во основно темпо, во долго темпо, понатаму успеа да не загуби ниту една партија, се до оние партии кои што дојдоа на 10 минути, каде што од послаба позиција со црни фигури во Карокан успеа да ги искористи малите пропусти на противникот и на крај уште и да го матира својот противник. Но како да беше вовет и во останатите големи изненадувања што се случија на овој турнир, каде што на хартија аутсайдерите успеваа да ги победат фаворитите. Така Домингес излезе во вториот круг, него го совлада Жахонгар Вахидов со 3:1, значи во двете дополнителни партии. Потоа имаше многу интересен дуел, исто така, помеѓу 15 годишниот Жавохир Синдаров, кој што успеа да го совлада веќе прославениот, иако и тој доволно млад, Фируџа, од Иран со 3:2 во еден многу интересен меч. Потоа иранскиот велемајстор Идани го совлада најдобриот шпански велемајстор Антон со 3:0, значи во основното време. Повторно, уште еден тинејџер, тоа е српскиот велемајстор Велимир Ивич, успеа да го победи Валехо Понс, играч со рейтинг над 2700 поени, уште во основното време со 1,5:1. Истиот ирански велемајстор Идани успеа да го победи и Томашевски, многу силниот руски велемајстор со 2,5:1,5. Узбекистанецот Абдусаторов, кој што исто така има 15 години, успеа да го исфрли Аниш Гири, кој што е сега четврти или петти на светска, мислам четврти на светската ранглиста. Па Табатабеј, кој што стигна дури и до четвртфиналето, тој го совлада Ю Јанг Джи со 1,5:1. Ю Јанг Джи е исто така меѓу првите 10. Прославениот Шахријар Мамеджаров пак загуби од 20 годишниот Мартиросјан од Арменија, исто така во дополнителните партии. Џумабаев успеа да го совлада Каруана, кога остана уште 4 шахисти, значи практично во првиот меч што Каруана го играше, Џумабаев успеа да го победи со 1,5:1. Српскиот велемајстор, кој што Велимир Ивич, веројатно е веќе и сега најсилен српски шахист, а веројатно и најсилен тинејџер во регионот. Тој во 16 финалите успеа да го исфрли од игра, значи рускиот велемајстор со светска класа, нели? А тоа е Дмитрий Андрејкин, него го совлада со 3:1, откако Андрејкин некако преживеа во основниот дел, каде што Ивич веќе можеше да го реши мечот. Тоа би биле така некои изненадувачки резултати, но посебно беше интересен мечот од осмина финалето, каде што светскиот шампион Магнус Карсен се сретна со велемајсторот Андреј Есипенко. Андреј Есипенко, кој што го нанесе чувствителен пораз на почетокот на оваа година на супер турнирот во Вајканзе, кога го победи со бели фигури во Сицилијанска Упрена. Значи, успеа првите две партии да ги заврши нерешено, многу интересна борба со светскиот шампион. Така завршија и дополнителните партии на 25 минути. А во партиите кои што следеа во серијата од две партии кои што се играат по темпо со 10 минути со 10 секунди додавање, Магнус Карсен успеа да ја добие првата партија со бели фигури и младиот руски велемајстор Андреј Есипенко мораше да победи за да продолжи мечот и тој го направи тој подвиг. И не само што го победи, туку тоа го направи во стил на
големиот шампион, на првнешниот светски шампион Анатолий Карпов. Токму таа партија и ќе ја видиме во оваа емисија. Значи, се играат, утре ќе се игра втората партија од четвртфиналето. Така, Карлсен рече си сигурно ќе оди и понатаму, затоа што победи со црни фигури, утре со бели фигури, мислам дека Бакров рече што нема никакви шанси. Исто така и на Карјакин ќе му биде тешко со оглед на тоа дека американецот Шанклан во претходното коло го исфрли 8-кратниот руски шампион Петар Свидлер и воопшто покажа многу силна игра до сега. Додека во мечевите помеѓу 20 годишниот ирански велемајстор Таматабеј Федосеев и Видити Дуда, би рекол дека шансите се изедначени. На женскиот турнир, значи рече фаворитките полека стигнуваат и значи до директните пресметки, би рекол. Александра Горјачкина ќе се сретне со Ана Музичок во првото полуфинале, додека руската шахистка и поранешна светска шампионка Александра Костејнјук ќе има меч против силната кинеска шахистка Тан Жонгуи. Тан Жонгуи имено ја совлада најсилната руска шахистка во моментот и првиот фаворит на турниров, а тоа е значи Лагно, совладувајќи со црни фигури во дополнителната партија каде што направи прекрасна комбинација, значи ја исфрли од игра Катерина Лагно. Костејнјук беше посилна од својата сонародничка Валентина Гунина. Горјачкина беше поуспешна од узбекистанката Динара Садбакасова, додека Ана Музичук пак беше поуспешна во дуелот со велемајсторот од Грузија Џемлицен. Значи, предстојат интересни полуфинални двојки во женска конкуренција и интересни четвртфинални мечеви во машка конкуренција, на кои што се играат во Сочи, во Русија, значи светски клуб првите двајца ќе играат на турнирот на кандидатите во следниот циклус, турнирот на кандидатите за предизвикувач за светскиот шампион, но и овие кои што веќе се тука во четвртфиналето ќе добијат серија Гран При турнири, значи ќе имаат можност за понатамошна афирмација и успех. Паралелно, би рекол временски заедно, нели? Со овој многу значаен шаховски настан, со овој многу значаен шаховски турнир, имаме и првенство на Македонија, кое што се игра во хотел Дри во Струга, кој што започна на 24-ти овој месец и ќе трае до 31-ви, значи турнир кој што се игра по швајцарски систем. На стартот се појавија 42 шахисти и по петтото одиграно коло, значи сам на врвот на табелата се наоѓа многу силниот шаховски аматер, би рекол јас, Горан Главинац, мој драг колега, кој што, иако не влегува во редот на фаворитите, но секогаш играл доволно цврсто, доволно промислено и навистина со 4,5 поени од 5 партии заслужено на првото место. Бија издвојена неговата победа против младиот Емил Ристевски со црни фигури, забележена навистина извонредна победа. Додека на делба од второто до петтото место се наоѓаат интернационалниот мајстор Никола Николовски, велемајсторот Звонко Станиловски, фидемајсторот Роберт Велески и младиот Андреј Велјановски. Значи сите тие освоја по 4 поени од 5 партии, додека пак по 3,5 поени, би рекол, по само 3,5 поени од 5 партии имаат Тони Лазов,
интернационалниот мајстор и ристески Ему, тие се практично досега и најнепријатното изненадување на овој турнир, затоа што тие влегуваат во првите фаворити за победа на овој турнир заедно со велемајсторот Звонко Станојовски и Никола Николовски, но ете тие малку заостануваат. Солив на делба од 6-то до 9-то место се наоѓаат и младиот 14 годишен Антон Златков и Филип Михов, што исто така е еден млад перспективен шахист. Многу е интересен овде составот на првенството на Македонија, затоа што покрај доста млади шахисти и шахистки, би рекол еден добар дел од возрастните шахисти земаат учество, да речеме, велемајсторот Кралевски Александар, кој што е, би рекол сега во репрезентацијата македонска на пензионери, исто така Миле Трајковски, Хаџиманев, Љубомир Истошевски или веќе сме навикнати дека тие се гости на сите шаковски настани, иако во подмината возраст. Значи, би рекол еден мешови турнир, каде што доста младите шахисти пак се среќаваат со доволно возрастните шахисти. Престојат уште 4 кола до крајот на турнирот, значи последните 4 кола ќе го дадат и конечниот победник на овој турнир, односно ќе го добиеме новиот шампион на Македонија за 2021 година. Сега би предложил да одиме на демонстрацијната табла и да видиме како се бореше тинејџерот Андреј Ципенко против светскиот шампион Магнус Карсен. Значи, Андреј Сипенко против светскиот шампион Магнус Карсен во осмина финалето во светскиот шаховски куп. Се отвори со потегот E2, E4, а Магнус Карсен, за разлика од Вајканзе, каде што одбра да игра сицилијанска одбрана па настрада, реши да игра солидно E5, коњ F3, коњ C6, и сега веројатно дека на ловец B5, што би било вовед во шпанска партија, Магнус Карсен би играл коњ F6, односно така наречена берлинска варијанта, која што е многу огноотпорна, така што Есипенко го избра продолжението ловец C4 вовед во италијанска партија. По ловец C5, C3 коњ F6, тој не настапи со D4, туку со D3, така наречена джоко пиано или бавна игра, позициона игра во италијанска партија. Следеше D6, мала рокада, H6, топ E1, се тоа познати потези, развојни потези, мала рокада, H3, ловец B6. Сега место ловец B6, тука црниот се разбира има и други потези, како A6, A5 и така натаму, топ E8. Но по ловец B6, играта продолжи вака, коњ BD2, Есипенко, а црниот коњ E7. Интересно што вака беше играна и втората партија во нивниот меч, регуларната партија, односно долгата партија. Тогаш Карсен дојде во послаба позиција, но успеа да одржи реми. Сега ја повторува варијантата, но ќе видиме дека Есипенко ќе игра посилно отколку во таа партија. Значи партијата, да повториме, се игра на 10 минути со по 10 секунди додавање, значи некој брз рапид, така наречено. По коњ E7, А4 игра белиот, зафаќа пространство на дамското крило и сака и да го фати ловецот. Се разбира, ако противникот подзадреме, да му го фатат ловецот со А5 и понатаму Б4. C6 и сега D4. Коњ G6 и сега ова е многу интересен потек. 12-тиот потек на белиот, тој го враќа ловецот на F1. Гледате? Тој не им пречи на другите фигури, но важно е да се ослободи полето C4 за белиот коњ. Тоа е идејата на потегот. Ловец F1, топ E8. Сега црниот има контраигра против E4 пешекот, затоа белиот игра прво дама C2.
во онаа партија за која што веќе говорев, Есипенко зема на E5, прерано ја симна напнатоста од центарот, и по D5 одигра дама C2 и повторно имаше мала предност, но не беше доволно за повеќе од половина поен, затоа сега не ја симнува напнатоста, туку игра дама C2, препокрива најважното поле E4, на кое што е насочена црната контра игра, значи по Немцович, препокривање на најважниот пункт, за да може една од останатите фигури да биде слободна за акција. Ловец C7, предвидувајќи дека белиот во некој момент ќе скокне со коњот на C4, црниот веќе се засолнува, но затоа сега белиот не мора да игра коњ C4, туку тој зафаќа уште повеќе пространство на дамското крило со потегот B4, и тоа е нов потег до оваа позиција. Свидлер против Петар Свидлер против Весли Со на турнирот во Париз има играно D зема на E5 и по коњ E5, коњ E5, D5, коњ C4, А5 со мала предност, но ја симнува напнатоста. Петар Свидлер ја симнал напнатоста во центарот и остварил мала предност, но сосема мала. Есипенко е поамбициозен, а тој се наоѓа во ситуација да мора да победи, затоа што првата партија по 10 минути ја загуби и за да остане во мечот мораше да победи во оваа партија. Но и од чисто шаховски аспект потегот B4 е сосема добар. Ловец E6, тука заслужуваше внимание црниот да игра D5, но нема, сега се задржуваме толку на варијанти, да видиме како Есипенко ќе го надигра својот голем противник, еден од најголемите шампиони на сите времиња. Ловец B2 и сега А5. Белиот оди напред, B5 зафаќа пространство. Сега ако земе на B5, тогаш ловецот зема на B5 и по ловец D7 белиот би го заменил тој белополен ловец, нему тоа му одговара стратегиски земено и потоа би продолжил со C4, би освоил уште повеќе пространство. Ловец B6, ловец А3. Ловецот е на вистинското место, мислам на црнополниот ловец, дама C7 и сега топ од А на B1. Белиот убаво ги распореди своите фигури и сега веќе се заканува да освои пешак, сака да земе на C6, па да земе на D6, затоа што топот го напаѓа ловецот на B6, тогаш дамата би требало да брани и на D6 и на B6, а тоа не може. Сега да речеме, ако го брани пешакот D6 со топот А на D8, тогаш би следело топ B2 и белиот притисок расте, белиот сака да се удвои по B линијата. CB5 беше изборот на светскиот шампион, ловец B5 зема, го напаѓа топот, топот Е на C8 и сега D5. Тоа е важен потег. Гледате, белиот освои многу простор во центарот и го фиксираше слабиот пешак на D6. Ловец D7. И сега од стратегиска гледна точка, кога белите пешаци се во центарот на бели полиња, на белиот му одговара да ги замени белополните ловци. Значи тој можеше да игра коњ C4 например, па на ловец B5 да земе на B6 и по дама B6 топ B5, но ловец F1 беше потег кој што младиот Есипенко го одигра А темпо. Имав можност вчера да гледам таа партија во живо. Беше многу возбудлива, морам да признам. Ловец F1 го враќа ловецот назад затоа што му треба полето C4 за коњот, а ловецот му треба да му го брани коњот таму, да, нели? Топа B8 и сега коњ C4. Го напаѓа ловецот, ловец C5, сега ловецот зема на C5 и по дама C5 топот доаѓа на B6. Го парализира црниот на дамското крило, го напаѓа на D6 и е подготвен да се удвои по B линијата. Коњ E8 брани на D6, топот Е на B1, сега напаѓа на B7, дама C7, дама B3. Гледате како белиот притисок расте од потег во потег, дама D8. Сега веќе белиот може да го земе тој пешак на А5,
конја 5 и по топа 8 да го брани конјот со дама B4, но тој сака да го земе поважниот пешек, централниот пешек на D6 и затоа игра дама A3. Ете прашање на време кога белиот ќе оствари материјална предност, затоа што ги има сите предуслови за тоа и ретко кога светскиот шампион бил вака надигран, вака убедливо надигран. Би рекол во стил на Анатолий Карпов. По дама А3 црниот се обидува со дама F6 да пројави некаква активност, да има некаква закана, како LH3, например, лове зема на H3. Но не може да стигне црниот. Коњ зема на D6, коњ зема на D6, топ D6, сега дамата е нападната. Сега црниот може да удри топ C3, но по дама C3, дама D6, дама A5, повторно белиот ќе има пешак повеќе, врзан слободен D пешак, и освен тоа црниот ќе нема никаква контраигра, затоа Карлсен се обидува со повеќе фигури да се обиде да ја замати водата или да му дозволи на својот млад противник да погреши некаде, затоа дама E7 ја држи напнатоста на играта. Сега белиот повторно можеше да игра топ B3 за да го одврзе тој топот D6, но тој игра супер енергично. Топот B на B6. Не се плаши од тоа привремено врзување. F6. На прв поглед не е јасна идејата на црниот, но всушност тој има идеја, а тоа е коњ H8 и коњ F7. Дама A1, на овој начин белиот се одврзува сега, коњ H8. Инаку, знаете да оваа партија да не е играна на така брзо темпо на 10 минути и кога би имал белиот повеќе време за размислување, сигурно дека тој би го нашол најчистиот пат до победата, а тоа овде беше во овој случај да го игра потегот C4. Само треба повеќе време да се пресмета и да се оценат последиците на тој потег. Идејата е по коњ H4, по коњ H8 да го најде потегот коњ H4 и по коњ F7 контранапад на дамата со коњ G6 за по дама E8 да земе топ на D7 и по дама D7 коњ на E7 шах со напад на топот на C8 и да дојде во лесно добиена позиција. Но и начинот кој што Есипенко ја доведе партијата до победа в печат, предизвикува голем печаток. По дама А1, коњ H8, ловец B5 е важен потек, за да го предизвика ловецот на D7. Ловецот мора да земе на B5 и сега многу важниот потек, цвишенцук, меѓу потек, топ E6. Ја напаѓа дамата пред да го земе ловецот назад. Дама C5 и сега топ B5. Гледате. Дама C4. Дама C3 би била груба грешка, но тој мотив ќе се појави покасно во партијата, па тогаш ќе кажеме нешто за тоа. Дама C4, сега дама E1, не го дава важниот E4 пешак. Коњ F7, топа 5, дама C3. Сега веќе црниот немаше никакви потези и затоа игра дама C3, што повторно како и 2-3 потези наназад беше груба грешка, затоа што сега белиот има можност веднаш да победи со потегот топ E8 на тема одвлекување, гледате. Зашто ако топот го земе топот, тогаш кралицата од D1 ќе ја земе дамата на C3. А во спротивно, ако бега со кралот на H7, тогаш дамата земе на C3, по топ C3, топ B8. И тоа би бил моментот кога црниот би предал, но таква е напнатоста и важноста на партијата, што во еден момент на Есипенко му бега од внимание тој потек. Сигурно дека многу вакви задачи што како дете има решено на тема на одвлекување, но ете гледате што се случува во една важна турнирска партија каде што играат живи луѓе. Значи по дама C3 тој наместо топ E8 ја менува дамата и по топ C3 сега мора партијата уште еднаш да ја добие, да ја победи. Топ B5, топ C4, A5. Сега Б пешекот е врзан, белиот веќе се заканува со А6, затоа црниот топ мора да отстапи од белинијата, топ F8 и сега повторно важен потек кој H4. Гледате.
Сега, овој потек и не е така лесно да се најде. Да речеме, ако црниот земе на E4, топ E4, тогаш коњ G6 со напад на топот и на топ A8 или на топ B8 A6, на топ A8 топ B7 и на топ зема на A5 би следил потекот топ E8 шах. И црниот би го загубил коњот. Затоа што на крал H7 прво коње F8 шах, па на крал G8 коње 6 шах, па топ F7, така црниот би загубил. Затоа по кој H4 црниот игра коњ D8. Го напаѓа топот, топ E7, топ F7, мора изнуден потек, топ E8 шах, топ F8 и сега замена на топовите на F8, крал F8 и F3. На тактички начин белиот успеа да го заштити својот важен E4 пешак. Топ C7, црниот нема никаква контраигра, коње F5, H5 со идеја G6 да го отфрли коњот, сега топ B6. Сега не може веднаш G6 заради топ F6, мора да загуби едно темпо црниот, крал E8 и сега белиот одличен потек на младиот Есипенко G4. Тој се обидува да создаде уште една слабост, втора слабост на кралското крило. Нели, тој има врзан дес слободен пешак, со кој што треба да ја добие партијата, но му треба уште малку да направи уште една слабост за да оди процесот полесно. По G4, H зема на G4, H зема на G4, G6, сега коњ H4, темпос, напаѓа на G6. И изборот на црниот е топ H7 активно, нели доколку играше G5, коњот се враќа назад, а на крал F7 би следил важниот потек и затоа G4 е важно, важниот потек G5 гледа. И се руши позицијата на црното кралско крило по FG5, коњ зема на G6. Карсен го гледа тоа се разбира, затоа игра топ H7, се обидува на овој начин. Коњ зема на G6, крал F7, го фаќа белиот коњ, но белиот го напаѓа црниот коњ, кој што се разбира нема кај да бега. Значи сега одиме во топовска завршница. Крал зема на G6, топ зема на D8, топ C7. Сега младиот Есипенко ќе покаже одлична техника и во топовска завршница. Прво кралот го активира според чеховската наука, крал F2, топ C5 и сега D6. Слободните пешаци имаат природна тенденција да одат напред. Гледате, црниот практично нема време да го земе А5 пешакот заради D7 и тој пешак ќе биде промовиран. Значи мора топ C2, крал G3, топ D2. И сега D7. Затоа што со овој потек практично белиот ја гледа и завршната слика која што форсирано ќе настане во партијата. Сега белиот сака топ G8 и дама, единствен потек е крал F7, но сега форсирано практично доаѓа до пешачка, добиена пешачка завршница за белиот. Сите потези до крајот на партијата се форсирани. Топ H8, со идеја D8 дама, единствен потек топ зема на D7, шах, крал E6, смена на топовите и тој важен потек G5. На тој начин прави продор белиот. F зема на G5, крал G4. Сега единствена шанса на црниот е да проба со контраигра, со Б пешакот, но премногу е бавен за тоа. Крал C6 и сега не губи време на крал G5, туку игра точен потек крал F5. Значи трка на E и на Б пешакот, крал B5, крал зема на E5, крал зема на A5 и крал D6, со што му го обезбедува патот на E пешакот и ова е позицијата, 64-ти потек, кога Магнус Карсен му честита на својот млад противник за прекрасната победа. Можеше, како би можело да следи партијата понатаму, да ја видиме таа трка, значи црниот би одиграл B5, белиот E5, B4, B4, E6,
B3, E7, D2, E8 dama, B1 dama, gledajte, obete strani vada dami, no? Dama A8 е потегот шах и потоа шах на Б линијата и црниот би ја загубил дамата. Се тоа многу лесно, пресметливи потези, видливи потези, но практично со потегот D6, со 54-тиот потег, Есипенко ја виде позицијата која што можеше да настане 15 потези покасно и така партијата заврши. Магнус Карсен потоа ги собра со сите своји сили, мораше да покаже се на што беше способен и успеа да победи потоа во брзоплатезните партии 5+3 и тука да го исфрли својот млад противник од осми на финалето, но Есипенко значи се покаже како голем противник, како противник што заслужува внимание и е голема надеж на рускиот шах. Тоа би било се за денешниот шаховски коментар за емисијата Шах со Љубиша Андоновски, почитувани. Во следната емисија, без друго, ќе говориме за новиот шампион на Македонија, можеби ќе го имаме како гости, додека доколку обајцата бидеме во Скопје и ќе видиме како завршија светските шаховски купови во машка и женска конкуренција. Мене ми останува уште да ве поздравам, да се одјавам, останете со здравје и бидете со нас.